Лека ноќ, вчерашни новости и оваа ноќ ќе се обиде да ве дефокусираат за да можеме да ве дефакторизираме и дефетистички да ве дерасположиме со цел деструктивно да ве денотираме од девиациите во нашата демократија. Така е, Петар. Лека ноќ и од мене. Простете ако нешто ви сгреши в сите овие изминати емисии, останете така. Ве водиме чекор зад сите. Скандалозно! Наплив на нови мигранти во Македонија. Ексклузивен гостин во вчерашни Отец Пимен. Ги прашавме граѓаните кои се моменталните министри. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. И во Форца, македонски народе! Дружба си е дружба, Форца си е Форца. Првите чекори ги направив на море. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лето или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Среќна вест, денешниот ден ќе биде запамтен како голем ден за македонската економија. Конечно, по подолг временски период, денеска владата не се задолжи. Токму така и ова е навистина среќна вест, а од Министерството за финансии одговорија дека ова не е единствен ден кога не се задолжуваме кај странските кредитори, туку дека вообичаена пракса е македонската влада да не се задолжува еден ден во седмицата и тоа редовно е недела, бидејќи само тој ден е неработен за странските банки. Поради реконструкција на соблекувалните во стадионот под Тумбекафе, Пелистер пролетниот дел од лигата ќе го игра на гостински терени. Како што најавија од општина Битола, реконструкцијата оди со максимално темпо од 7 плочки на ден, а поради тежината на работата се работи само 4 дена во неделата. Од општината најавија дека соблекувалните ќе бидат готови пред локалните избори за снимање на предизборен спот. А сега за кратко се префрламе во нашето друго студио со Мартин 99. Мартин, одлична ти е краватата, морам да забележам. Благодарам, Петар. Но морам да забележам дека и твојата не е лоша. Ти благодарам. А сега кажи ни кој е гостинот за вчера? Токму така, Петар. Гостин во вчерашни е Отец Пимен. Затоа ќе ве замолам сега да ме оставите да се подготвам за интервјуто и да не ме потпрашувате повеќе неважни прашања. Во ред? Во право си, Мартин, прости ми. А ви останете со вчерашни, интервјуто е подолу во вестите. Сите оние што ја почувствуваа удобноста и квалитетот на возењето во скопските трамваи очекуваат ова превозно средство конечно да ја преземе водечката улога во сообраќајот во нашиот главен град. Градоначалникот Коце обелоденува дека постоечката трамвајска мрежа ќе биде проширена и надградена. Град Скопје во ноември ќе прослави 6-та година од пуштањето во сообраќај на првата трамвајска линија од Драчево до Кисела Вода. Трајновски најави дека изградбата на трамвајската мрежа ќе се развива со несмален интензитет. Ова е многу значаен проект за градот Скопје. Значи, изградбата на трамвајската линија во должина од 15 километри од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Анализите покажуваат дека исплатлива е инвестицијата. Како што на јавноста е познато и железничарите се во повеќедневен штрајк затоа што градоначалникот Коце Трановски им ги крие трамваите и не им дава да ги возат низ Скопје. Старата народна поговорка или желба вели сакам да живеам во држава во која нема да ги знам политичарите. Во ова вековно верување е проткаена желбата да се постигне благосостојба до таа мера што никој нема да се замара со политика. Со таа цел ги запрашавме граѓаните дали знаат кои се моменталните министри. Да погледнеме. Дали знаете кој е актуелен министер за образование во Македонија? Да. Врска немам да ти кажам право. Гордана Јанкуловска. Никола Тодоров. Појма не. Немам појма.
Актуелен министер за труд и социјала? Камчевска, да не? На труд од социјала немам појма и тоа, бате, извини. Не знам. Каракамишева. Дали знаеш кој е актуелен премиер на Македонија? Премиер. Јалков. Заев. Ахмед Џафери. Не знам ни тоа. Стефче беше, ама како се презиваше? Со некој пиле беше Чавков. Фрчко си? Го знам, ама не ми текнува како се вика. А откако одекна веста дека во Македонија никој не ги знае министрите и владата, со што стандардот автоматски ни е над тој од Шведска, бранови бегалци од сиромашните Швајцарија, Норвешка, Германија, Австрија и од други европски земји тргнаа кон Македонија. Пред зидот Александар Македонски го имаме нашиот репортер Ланче. Да, студио, се наоѓаме на зидот Александар Македонски, кој што е последниот бедем за емигрантите кои што ја бараат својата среќа. Моментално немаме само емигранти од загрозените земји, туку миграцијата во оваа земја е на многу повисоко ниво. Доаѓаат и најголемите европски земји со најсилната економија ја бараат својата среќа овде. Да запрашаме некого. Извинете, да ве прашам, зошто доаѓате во Македонија? Па затоа што разбрав дека Македонија е трета по економија земја и дека тука условите се супер. И еве дури македонскиот јазик го научив, јас доаѓам од Хрватска директно тука. Зошто доаѓате овде? Зошто сте овде? Pa da ti ftoj drejt, unë ngjova në lajmen Shqipëri se jeni me ekonomi vendi i parë. Edhe në thash, hajde provojmë si da dalet puna. Edhe da shofi. Ja, wir sind hier gekommen, weil wir auf Sitel gesehen haben, dass Mazedonien ein gutes Land ist und dass die Medizin sehr gut ist. Danke. Toni Kroos, Schweinsteiger, Schumacher? Wir sind sehr froh, dass wir endlich hier sind. Also wir haben gehört, dass es so viele grüne Fläche hier gibt, Medizin, sehr entwickelt, Wissenschaft, Wirtschaft, alles. Also in Deutschland haben wir zu viel Freiheit für Frauen. Und hier in Mazedonien, also wir brauchen nicht so viel Freiheit. Hier gibt es keine Freiheit, also deswegen sind wir hier. Ja. Danke. Имаме и италијани овде. Зошто сте овде? Што ба? Non ho capito, scusi. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare. Sì, siamo venuti qui con la mia fidanzata, abbiamo sentito sulla televisione Sitel, ha detto Latas che l'economia è la migliore nel mondo. Ciao, mamma! Значи, добро, во ред, све е окей, ама кога почнувате да псуете, ве молам, упатете се натаму на кај излезот, ве молам. Ајде. Да, имаме имигранти кои што одлучуваат нелегално да преминат границата. Еве како што може да видиме, преминуваат, извинете, ке прашаме некој дечко. Значи, застани, од каде сте вие? Не сум полиција, од кај сте? Аз сум български гражданин. Гледате, имаме и бугари во нашата држава. Зошто сте овде? Какво търсите тук? Ами сега живот тук е по-добре, братле. По-добре е тук, сега македонскиот паспорт е по-добре од български. Аз вземах македонски паспорт, българскиот паспорт катастрофа. Българскиот паспорт не... Сега всички ваат македонски, сите врати се... Македонскиот паспорт... Бегате полиција, полиција, оди наваму, трчат. Натаму, право. Ете, драги гледачи, гледате, просто во нашата земја се случува живот. Луѓе сакаат да влезат и тоа не може да престане. Студио? И благодариме Ланче за оваа одлична репортажа, а ние продолжуваме со вчерашни. Поради незапознаеноста на граѓанството со актуелните министри, техничката влада организира караван низ Македонија под името Запознај го својот министер. Караванот тргна од македонска Каменица и еве како помина. Тука сме на првата точка од овој караван Запознај го својот министер. Тука донесе иницијаторот на овој караван, господинот Марко Ристевски. Извинете, ова за телевизија? Да, за вчерашни. Кај ме најдовте со штандов на брзинка, не е баш за на телевизија штандов, ние вака за пред граѓани го правевме, ама брзаме, знаете, сакаме да оствариме што побрзо. Не ви замеруваме. Да прашам само како сте задоволен од оваа презентација? Мислите, јас дали сум задоволен? Да, вие дали сте задоволен? За добар штандов само, иначе задоволен сум многу, немаше многу луѓе, ама запознав двајца министри. Кои министри ги запознавте? Не знам сега кој бе, ама да ги видам ќе ги познавам сигурно, гарант.
А дали планирате да отидете некаде подалеку од Македонска каменица? Да. Ке го бутнеш. Се извинувам. Каде, шо ме прашува? Дали караванот ќе оди некаде? Да, ќе одиме во Прилеп, другата недела сме во Прилеп. Таму имаме да промовираме две алатки. Едно е за најмладите, имаме направено самолепливи сликички со сликите на министрите, а имаме и за една онако за смарт телефони неја апликација што е со face recognition и ја гледаш. Ако се сомневаш некој дали е министер, го сликаш так, одма ти каже апликацијата дали е, дали не е министер. Ви благодарам се. Добро е да се знае дека техничката влада добро ги користи парите на граѓаните. Студио? Ако сакате да бидете чекор зад сите, погледнете следната вест. Како што дознава вчерашни, директорката на театар Комедија, Јелена Жугич, е назначена за председател на Скопскиот кривичен суд. Извори од судскиот совет тврдат дека изненадувачкиот трансфер нема политичка позадина, иако се претпоставува дека своје влијание врз изборот на Жугич имала желбата да се задоволи страста за даските кои живот значат, како и насмеаниот лик на екс-премиер Огруевски по неговите се позачестени посети на судските представи. Денеска дојдов во суд, но се што видов личеше многу повеќе на театар. Четврто од еленците учат локална самоуправа. Многу школи го користат овој бенефит па организираат посети во општинските згради. Повеќе за ова на линго имаме Кузман Статива. Кузман? Така е, Јована, а младите од прва рака ќе можат да научат како да пишуваат анекси на договори, како да издаваат лиценци на бизнисмени, а оние најпаметните ќе научат дури и како не треба да се води една општина. Јована, ако немаш повеќе прашања, јас би сакал да ти кажам нешто. Уствари, сакам да те запознам со една личност. Јована, ова е мојата девојка Ирена. Здраво, Јована. Јас сум Ирена, новата девојка на Кузман. Здраво, Ирена. Јас сум Јована, ова до мене е Петар. Здраво, Ирена, јас сум Петар. Здраво, Петар. Не знам дали се сеќаваш, ама се знаевме. У Привилицу познавме пред некоја вечер. Да, извини, ми текнува, како не ми текнува. Ви благодарам на двајцата, одиме со рекламини. Така е, студио, овој сончев ден ги повика скопјани да излезат надвор на градските плажи. Голема е бројката на луѓе. И Даре, ти колку фоловери имаш на Фейсбук? Ти имам 30.000. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Мастеркард без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. НАСА неделава откри 3 планети на кои може да се живее. Мал проблем е што планетите се оддалечени 40 светлосни години, а поголем проблем е што ВМРО планира да отвори своји штабови на сите тие 3 планети. Да, Петар, а како прв доброволец за отпатува се пријавила Силвана Бонева, така што партијата веројатно ќе мора уште имот да стави под хипотека, за да ги покрие патните трошоци. Кои се разликите меѓу вистинските и виртуелните пријатели? Нашата камера денеска помина дел од својот работен ден со лидерот на неопределените и еден наш познат поет. Предлагам да ги погледнеме видеоматеријалите од оваа прошетка.
И даре, ти колку фоловери имаш на Facebook? Ти имам 30.000. То на Facebook, то тој себе, ова се мора види лидер што е, то вистински следачи треба да имаш. Ова се фоловерс и френдови и све. Голема разлика имат. Абе лидер кој е човек, луѓе го следат. Там тука имате една замка голема, знаеш. Чекај малку. Стомаков ме стегна, бе, чекај, една нужда оде да. Баја ти правам друштво, ја не, ама чисто. И ви свртете си ги гледате, свртете се таму да направиме. Чекај, хартија имат да дајте некој хартија? Чекај. Фала, море. Тоа е френд. Френд е пријател, е во нужда да ти се најдит. Тоа е френд, тоа е пријател. Во голема нужда се ајде да видам ти се со што ќе се избришиш, нека ти дајте некој тие фоловерците. Нема, ево ти те. Ево ти. Браво. Тоа е, море. Лидер море кој ќе се онадит. Тоа е лидер, треба да се направи. Сега, знаеш, луѓе ги следат, ги следат лидерите, там треба очите да ја отворат и долу да гледаат. Види сега барем 5-6 души од овие што се овде, ќе настапат на минине што ги оставивме јас и ти. Тоа е лидерите кога одат минско поле остават позади себе. Треба гледање. Очите да се отворат, тоа требат луѓе да го прават, море. Така е, студио, овој сончев ден ги повика скопјани да излезат надвор на градските плажи. Голема е бројката на луѓе. Добро утро и од мене. Мој денешен гостин е отец Пимен. Отец Пимен, добре дојдовте. Добре ве најдов. Еве вака сега, многу актуелности се случуваат. Веднаш би прешло на прашања. НАСА откри нови планети на кои што може да има живот. Кажете ми, што правиме ако се појават Адам и Ева таму? Значи ние така учиме, така веруваме како православна црква дека ние сме центарот на светот, дека сме единствени жители на Сончевиот систем, може пошироко, но доколку се случи да бидат откриени некои нови Адам и Ева, некои наши роднини, сигурно нема да се лутиме. На братучеви нема да се љутиме. Лимузина, магара или джип? Со оглед на тоа што низ мојата епархија сите цркви се во некои рамни градови, немам некои манастири надвор од градови што се на некои ридови, така да джип отпаѓа, зашто нема потреба од тоа. Магаре што лета, односно лета ниско може да не сум сретнал се уште. И што поминува по 780.000 километри годишно, не сум сретнал, па затоа и тоа отпаѓа и дефинитивно остануваме на избор како лимузина. Како лимузина. Добро. Еве, денеска е прочка, нели, од кого вие би побарале прочка и дали доколку Вранишковски вам ви побара прочка би му простиле? Секако. Значи, кој да било човек да побара прошка, ние треба да му ја дадеме прошката, затоа што и посебно доколку тоа е од срце, доколку се побара прошката, и затоа и во останувен тој празник, значи секој на секој што му погрешил да побара прошка, да ја добие прошката, но и да ја даде прошката. Значи, дури тогаш би можел да профункционира тоа негови човечки односи. На кого вие планирате денеска да му побарате или веќе побаравте прошка? Па и јас би побарал прошка од сите. Од сите. Еве сега почнуваат, нели, и овие великденските пости кај да ќе почнат. Дали сега постот се важи за онаа работа? Секако. Значи постот не значи само воздржување од јадење на мрсна храна, туку воопшто на контролирање на нашите човечки страсти и една од тие страсти, значи и брачните обврски. Така. Исполнувањето на брачните обврски влегува во тоа постоење. Пауза. Прашање едно што лично мене ме интересира, поп музика. Зашто се вика поп музика, а не пеат попови во таа поп музика? Онда не би требало авторски права да бараме нешто да правиме или да се измисли нешто уште. Да. Поп. Уште еден свештен чин, рок. Дали има живот после смртта и дали има живот пред смртта во Македонија? Но пред да ми одговорите, ние направивме една мала анкета, па да видиме што мислат граѓаните за тоа. Дали има живот после смртта? Живот после смртта секако тоа. Ќе ви кажам за брзо. Па, зависи. Веројатно не. Не се вратил никој да каже, валда нема. Тешко. Па може има, не знам кој ти каже. Јас мислам дека има, ја верувам во реинкарнација. Дали има живот пред смртта? Македонија не. За него да. Мислам дека не. Тешко прашање. Не. Па на survival сме сега моментално пред смртта. Преживуваме. Дефинитивно. Не. Па може од античка Македонија навака цело време има живот. Се преживува. Ете, што мислат граѓаните? Кое е вашето мислење? Дека има живот после смртта, тоа одговорно тврдиме како
православна црква. Така. Но и дека ни е дадена можност да имаме живот и пред смртта, и тоа го тврдиме, затоа што Господ ни го дал дарот на животот. Но во Македонија? Во Македонија може да има, но не мора да значи. Значи зависи од нас, од користењето на нашата слобода и нашите интелектуални капацитети, колку ни дозволува да си го осмислиме тој живот и да го имаме. Така. Цртате портрети на тач скрин, на iPad, недавно имавте изложба. Да. Како поминавте на таа изложба? Преубаво, значи неочекувано дури го поминавме со изложбата, се продадоа сите експонати што беа, можеби уште 2-3 експонати останаа од тоа. Луѓето се заинтересира нешто од познавање на уметност, нешто од хумани идеи водени, луѓето се придружија на таа акција и навистина преубаво помина и парите стигнаа онаму каде што беа наменети, но и остана дел за да се помага и понатаму некаде. Така, одлично. Дали би можеле да ни го нацртате новиот премиер? Со задоволство, веќе имам визијата, но не сум екипиран со iPad-от. iPad. Со тоа што немаме iPad, тука завршува и нашето вечерашно интервју. Ви благодарам, отец Пејан. Благодарам на вас. А вие останете со вчерашни. А побарањето на албанците за своја платформа и другите малцинства излегоа со своја платформа. Влашката платформа ја добивме во електронска форма за да не се троши хартија. И тие бараат влашкиот јазик да биде признан на цела територија и нагласија дека ќе има уште точки од платформата која ќе ја допишат кога ќе почне ефтината струја. Вработените во фабриката на Астон Мартин, која се отвори во индустриската зона Павел Шатев 42, се презадоволни од условите на работа и од висината на платите. Вчерашни беше во оваа фабрика во која е планирано да се произведува и најновиот невидлив автомобил за Бонд филмовите. Астон Мартин, светско, а наше. Дури 150 семејства најдоа овде месечен приход, екзистенција. Како да кажам, се уклебија во оваа фирма. Драги гледачи, денес сум тука да поразговарам со некој од вработените. Еве еден вработен, господине. Не можам имам работа. Еве друг вработен, господине, како оди работата денес? Денес одлично. Како што се стопли времето, еве, како што можете да приметите, се тече одлично. Платата е редовна, приходите се пријавени, идеално е. Сваќате дека сме на ливада, така? А што ако сме на ливада? Па дома да не треба да седам. Ај Гитло тука. Гитло. Господине, зошто сте овде сам? Зошто не сте со другите? Јас сум директор. Ајде излегој од канцеларија, ајде излегој од канцеларија, одма, ајде, затвори од другата страна врат, ајде, од другата страна. По долгата и студена зима конечно дочекавме сонце. Очигледно првото сонце годинава ги измами скопјани да излезат од своите домови и тука покрај бистрите води на реката Вардар да го поминат овој топол зимски ден. Така е, студио, овој сончев ден ги повика скопјани да излезат надвор на градските плажи. Голема е бројката на луѓе, се бара лежалка повеќе и дури нема место за да се остави пешки. Еве гледате каква котница масовна има тука, луѓето се пресрекни и се превозбудени со тоа што градската плажа е конечно во голем број. Извинете, едно прашање, како се чувствувате? Чувствувате на вистина прекрасно, благодарение на оваа вода што ни... Добро, ви благодарам. Ете гледате луѓето се пресрекни. Да видиме што мислат околу целава градска плажа. По мене. Тука сме со еден од посетителите на градската плажа. Дали често доаѓате овде? Да, ја како стар скопјанец, трето колено, стално фамилијата соберам, ја излезе сонце, малце сите доваѓаме тука. Кој како, кој со топка, кој без топка, да се искористи колку може. Дали имате некаква забелешка околу целово ова? Дали имате некаква идеја како би требало да изгледа целата градска плажа? Забелешка. Немам забелешка, све си убаво гледаш, доваѓаат луѓе играци тука, забавуваат се. Шанковето само малце проблем, сега да не бе оти преку леп погача бараме, до 10 сата работат и децата после нема што да прават, другират се. Добро, доста. За сите луѓе кои што седат пред малите екрани, значи, дечки, некој платил за ова му материна. Дојдете овде, значи некој потрошил пари, вие си играте Деца бе, чекај, ми го и пешкиро, дојдам.
Иако знаеме дека никогаш не сгрешил, ако тоа случајно некогаш се случило, простете му. И за оваа временска прогноза го гледаме Силвестер. Лека ноќ! Со затоплувањето на времето се раѓа и ново сонце. А дали ќе биде ново сонце на слободата, останува да видиме кој ќе порасне што сака да биде. Живота на термометарот нема да се искачи никаде, иако името сугерира дека таа е жива, всушност е мртва материја без можност самостојно да се искачува. Биометео, речи си е месец март, а се уште не сте направиле ништо. Значи неповолно. Добро утро и се гледаме наредната недела. Пред самиот почеток на вчерашни сакаме искрено да ви се заблагодариме на сите вас кои што не следите овие две сезони и кои што ни ја давате поддршката, бидејќи без вас и без вашата поддршка немаше да ја добиеме оваа бубамара. А големиот хит Hello It's Ali веќе има преку 600.000 прегледи на интернет. За најголемите фанови постојат и рингтонови од песната. Со ова се одјавуваме. Вие сте на чекор за ците. Добро утро од мене. Добро утро и од мене.